Навистина ми представува посебна чест и задоволство да го најавам денешниот настан, последен за оваа година, а тоа е промоцијата на книгата на нашиот сограѓанин Лазар Каров, насловена Темни ноќи. Јас ја користам оваа прилика, почитувани на сите вас, од моје лично име, а секако од името и на мојот колектив, да ви ги честитам престојните новогодишни и божични празници, со желби за добро здравје, успех, просперитет и се што е добро ви посакувам во наредната 2021 година. Лазар Каров е иначе роден во Кавадарци 1988 година, меѓутоа неколку години наназад живее, работи, твори и студира во Соединетите Американски држави. Промоцијата на книгата Темни ноќи на Лазар Каров би ја започнала со следниот извадок од неа. Патував доволно низ светот и ги видов истите проблеми како и своите. Сите имаат потреба да почувствуваат љубов. Човек има способност да ја премине секоја препрека, освен една. Не е способен да се победи самиот себе си. Колку успева или успеал Каров да се победи самиот себе, веројатно е непознаница за нас, а можеби и за некој. Голема непознаница за секој од нас е и кога се прашуваме самите себе си, но дека се бори, тоа е повеќе од очигледно. Со појавувањето на сцената, со 3 дела за само 3 години, кажува повеќе од доволно колку овој млад човек размислува и работи на себе, на сопствениот развој, збогатувајќи и освежувајќи ја културната сцена секоја година со по едно прозно ново дело. Оваа година тоа се Темните ноќи. Дали некогаш си го дисциплинирал животот? Дали си го организирал? До точка од каде што можеш да кажеш не? Дали? Не. Ова е почетокот на делото. Театарска представа во форма на книга, како што милува самиот автор да ги нарече своите дела. На самиот почеток се отвора пред нас едно големо прашање. Прашање кое можеби сме си го поставиле, но дали сакаме и да си одговориме. Лазар имал доволно доблест да си го даде одговорот, а тоа е не. Понатаму вели дека психологијата кажува дека човековата самољубов е балансирана со само омразата. Дека твоето битие бега од твоите наблюдувања. Па се враќаме повторно на она, дали сме си дали одговор или бегаме. Бегаме, но секогаш постои едно парче кое недостасува и по кое сме во потрага, а лежи некаде многу подалеку од сопствената личност. Тука некаде, а не сме ни навлекли ни повеќе од 2-3 страни во представата, овде застанав. Добив чувство дека авторот малку се поигрува со нас, со читателот, барем со мене. Да се изразам малку жаргонски, не шета малку напред, не враќа малку назад. Сватив всушност дека тоа е борбата. Тоа е поентата. Дека самиот прилично се удирал напред-назад, од зид во зид, додека дошол до некои сознанија. Дека човек бега, талка, лута, се враќа, но најмногу бега од себе. Иако сепак во еден дел стои дека треба да си го поштедиме животот. Колку повеќе копаш, толку повеќе боли. Животот е за живење, не е истоштеност до мизерија, стои некаде во книгата. Животот е за живење, дефинитивно, а оваа книга е за читање и топло ви ја препорачувам на секој од вас. На крајот на задната страна некој напишал: човековата мисла насочена енергија. Ако ја имаме привилегијата да создаваме и светови, ја имаме и привилегијата да ги листаме делата на Лазар Каров, почнувајќи од Аранел, преку срцето на душата, па до денешнава Темни ноќи. И секако да го слушнеме она убаво песниче, чиј што автор на стихови е секако Лазар Каров, а тоа е песничето Тиквешкиот рај. Многу е тешко да ставиш многу долги мисли у 2-3 реченици, затоа го ставив сето на еден телефон, за да скратиме, да не биде толку долго. Да се заблагодариме прве на директорката, што направи простор и време, за да направиме една промоција денеска на една книга. Исто голема благодарност и до сите вработени, што застанаа позади овој проект. Не откриеме ништо за делото, ќе оставиме на вас сами да откриете кои се ликовите кои застанаа позади пенкалото и поддржаа идејата за една целина у форма на книга. Немам нешто посебно да кажем, освен дека секоја една книга е мапа на човечкиот живот и секоја една страна од добра книга е како магазин на сечи индивидуални добри мисли.
Во книгите ги запознаваме сите извонредни умови на светот. Се надевам пат се сретниме у наредната година, на исто место, у исто време, и ќе промовираме уште едно дело, кое што ќе ни каже дека сите книги и не се баш така наивни.